Почитувана колешке, почитувани колеги пратеници, веќе околу 2 часа слушаме една дебата во врска со почитувањето на деловникот, толкувањето на истиот и јас се извинувам, почитувана колешке, но морам да ви забележам дека се обидувате да релативизирате вие, иако од почетокот на оваа комисија ние многу добро сме се согласувале, се почитувал деловникот од ваша страна и од наша страна. Еве денес рековте дека отварате 20-то продолжение на оваа седница, на оваа комисија, каде што има ставено точка на дневен ред уставни судии и допред 2-3 комисии немаше никаков проблем ниту во делувањето, ниту во функционирањето на оваа комисија, ниту во почитувањето на деловникот, ниту навлегувавме во расправа за тоа дали кој како го толкува деловникот, па кој член, па кој колега. Меѓутоа, она кое што јас сакам да го извлечам како заклучок на крајот е дека има одредена промена на толкувањето на деловникот од ваша страна и сето тоа е со единствена цел, а тоа е притисокот кој што од одредена страна го добивате со цел да конечно биде поминат Љубомир Јовески за уставен судија. И навистина жалам што во зависност од потребите сите ние сме сведоци во ова собрание како еден ден важи едно правило, наредниот ден важи друго правило. За жал, колешке, почитувана колешке Марија, вие сте председателка на оваа комисија и ние можеме и повторно да се согласуваме многу добро кога вие ќе сватите дека вашата улога е всушност да го само спроведете редот, а не и да ја спроведете потребата да се изгласа Љубомир Јовески за уставен судија. Ние како пратеници имаме право на став. Овој став дека Љубомир Јовески ние не сакаме, не смееме да дозволиме да стане уставен судија, е откако видовме дека вашата намера е сериозна, истиот да го изберете и тоа што е можно порано. Ви дадовме шанса, затоа што сметавме дека пратениците имаат право и сами да одлучуваат, можеби пратениците кои што се членови на оваа комисија, еве, ќе го сменат, ќе сменат инструкцијата, односно нема да ја послушаат инструкцијата од страна на Бихачка за тоа за кој треба да гласаат и дека навистина ќе се одважат и ќе изгласаат некој од кандидатите кои што ние ги имавме предложено. И откако свативме дека вие немате намера да отстапите од инструкциите на Бихачка, тогаш свативме дека ние треба да го блокираме, односно да дадеме се од себе и да го оневозможиме бирањето на Љубомир Јовески за уставен судија. Ова не е вака на секоја комисија. Ова е вака за закони за кои што сме свесни дека имаат внатре недостатоци, кои што може би се поврзани со одредени скриени намери и за кои што секојдневно обелодонуваме дека се непотребни, се избрзани, се недоречени, имаат недостатоци и така натаму. И за вакви избори кои што нанесуваат огромна штета на македонското правосудство воопшто. Љубомир Јовески ќе нанесе штета
на македонското правосудство воопшто. И јас најмалку што сакам е секој ден да зборувам. Меѓутоа, ова е еден од механизмите да ние достигнеме до целта, а тоа можеби да се откаже Љубомир Јовески од желбата и амбицијата да биде уставен судија. Или и вие да сватите дека ова воопшто не ви беше паметен чекор, паметен потек и дека ќе се повлечете од вашата намера да направите голема штета врз македонското судство. И сега, водиме инат за тоа кој пратеник има право да се јави процедурално. Оневозможувате основно право на пратеник да се јави за процедурална забелешка, кога има членови во деловникот, кои што вие еден ден ги толкувате на еден начин, друг ден ги толкувате на друг начин. Имате неслучајно во текот на вчерашниот ден, Антонио, ако може деловникот, неслучајно во текот на вчерашниот ден на почетокот од седницата, дадов предлог за точка на дневен ред, измена и дополна на деловникот на Комисијата за прашања за изборите и именувањето. И вие го прифативте тој мој предлог и го изгласаа пратениците членови на оваа комисија. Тоа значи дека не само што не го негиравте овој деловник, кој што денес повторно го негирате, туку и се согласивте дека постои деловник, посебен деловник на Комисијата за прашања на изборите и именувањата и дека со вашето дело на гласање вие се согласивте дека постои ваков деловник и ќе пристапиме кон негова измена и дополна. Едно зборувате, друго правите. Прифативте да се стави на точка на дневен ред измена и дополна на деловникот на Комисијата за прашањата за изборите и именувањето на Собранието на Република Македонија. Овој деловник, кој што пред само неколку седници кажавте дека комбинирано го применувате. Одредени членови кои што не се уредени со новиот деловник на Собранието, ги прифаќате, другите членови кои што се поддетално уредени во овој деловник, таму ги користите. Ви побарав и претходниот пат. Треба да овозможите пратениците, членови и заменици членови на оваа комисија да бидат присутни или да ви дадат образложение. Доколку истите не бидат присутни, вие имате право да предложите да бидат заменети. Значи, како председател на оваа комисија, согласно овој деловник, единствениот начин да вие воспоставите ред е да ги опоменете сите членови и заменици членови да ве известуваат дали ќе бидат присутни и зошто не се присутни, а не по цел ден малте не седите овде сама, дебатирајќи со нас во врска со почитувањето на деловникот или непочитувањето на деловникот. И во исто време имате еден ден дозволувате на пратеник кој што не е член, ниту заменик член на оваа комисија да зборува процедурално и кажувате дека тоа е било на добра волја, се додека не сте сватиле која е нашата цел на одолговлекување на постапката, што е субјективно ваше одлучување или мислење, и сега дозволувате вашиот субјективен личен впечаток да влијае директно врз работата или толкувањето на деловникот. Што ова навистина не е дозволено, затоа што пратеникот Љупчо Пренџов од една страна нема поголеми права како пратеник од пратеникот Тони Аревски, од пратеникот Зоранчо Иванчев, од пратеничката Олга Лозановска, од пратеничката Јадранка Поцкова, од пратениците Дејанчо, Зоранчо, Драган, кои што се секој ден тука присутни, заинтересирани пратеници, кои што сакаат да работат и сакаат
да ви дадат забелешки и главните забелешки се дека вие немате право да ускратувате и да прекинувате говор на пратеник кој што одлучил долго да зборува, да има широка мисла, да образлага во интерес на јавноста и сето тоа со цел да ја скратите дебатата, деновите и побрзо да биде избран Љубомир Јовески. Председателке на комисијата. Меѓусебно многу се почитуваме и јас искрено ве почитувам. Меѓутоа, замислете, Талат Џафери во ова собрание молчел со денови, а председателката, која што тогаш била председателка на таа комисија, била Цветанка Ивановска, денешната генерална секретарка на оваа собрание, замислете, му дозволувала и да си, не само што тоа да си земе пауза, туку и доколку истиот не е во можност да продолжи со молчењето, а не со зборувањето. Наредниот ден, и поради известување дека тој не бил во можност поради партиски обврски да присуствува на утрешната комисија, таа ја закажува комисијата за после 2 дена, за да може тогаш пратеникот Талат Џафери да продолжи со молчењето и блокирањето на оваа комисија. Тогаш Талат Џафери имал цел. Сакал да го блокира носењето на еден закон. Ние ви ја обзнанивме нашата цел. И ви кажавме дека нашата цел е Љубомир Јовески да не стане уставен судија. Што сме ние помалку од тогаш пратеникот Талат Џафери? Зошто пратеничката Бети Стаменковска-Трајковска да не може да зборува и да си ја каже мислата, да си прочита? Станува збор за скандали. Станува збор за скандали. Потребно е да поентира, потребно да ја каже нејзината цел, зошто таа одлучила да го кочи изборот на Љубомир Јовески за уставен судија. И вие од улога која што ја имате на највисокото столче во оваа сала, да бидете прва помеѓу еднаквите и да бидете председателка на оваа комисија, треба да покажете една меѓусебна почит, меѓусебни принципи, дека истите принципи важат за било која точка која што е на дневен ред на во оваа комисија, дека истите принципи важат за било кој пратеник, а не да правите одредена дискриминација или да во зависност од кој ден кој пратеник се јавува за процедурално, ќе му биде ускратено или удоволено неговото право, кој што, ќе повторам, вие не треба да судите дали ќе го дозволите или не, туку пратеникот го има тоа право како воспоставена пракса. И ќе се надоврзам исто така на членот за кој што зборуваше Антонио Милошевски. Значи, согласно членот 121 од деловникот, пратеник кој не е член на работно тело има право да присуствува на седницата и да учествува во неговата работа. Пратениците можат да учествуваат во работата на секое тело и во исто време председателот има право да председава во рамките на неговите можности, а не кој што му ги дозволува деловникот, а не врз база на субјективниот впечаток, мислење или за тоа што мислите вие дека колегата Тони Јаревски ќе збори. За мене не е проблем јас да се јавувам секој ден и 5 пати. Јас сум цврсто решена во одлуката на пратеничката група, слушајќи ја македонската јавност, слушајќи го македонскиот народ, каква доверба или недоверба има во судството и како тоа е една од основните причини дека младите од Македонија се селат и цврсто сме убедени во тоа дека Љубомир Јовески ќе биде само уште една од тие најкатастрофалните грешки кои што ги прави оваа власт и затоа
толку колку што е во наша мок, ние ќе се обидеме да го невозможиме неговото седнување во Уставниот суд. А одговорноста за составување на Уставниот суд ја има власта. Пред повеќе од година и пол, за прв пат беше прозборено дека потребни се тројца уставни судии во Уставниот суд на Република Македонија. Тогаш председател на оваа комисија беше Костадин Костадинов, денес градоначалникот на Струмица. И повторно имаше така некои партиски предлози во кулуарите се слушаат, меѓутоа, откако ние се спротивставивме на ваквиот начин, имаше долга пауза. Долга пауза. И доколку власта била сериозна и искрена во намерата, не само во напредок на судството, реформите на судството и туку и кон пополнувањето на Уставниот суд, тогаш верувам дека членовите или кандидатите кои што ќе ги предложевте вие ќе беа многу посериозни. Затоа што ние немаше да зборуваме против и немаше да држиме со денови и немаше да гласаме против кандидати кои што се истакнати правници. Ги има многу во Република Македонија. Ама не истакнатиот правник Татјана Васич Бозаджиева, не истакнатиот правник Љубомир Јовески, кој што повеќе го знаат по 300 скандали, кој што за него сакаше да ги прочита колешката Бети Стаменковска-Трајковска, меѓутоа и беше оневозможено од ваша страна. Значи, рамноправноста на пратениците треба да ја овозможите вие. Непристрасноста треба да ја имате како прво начело кога се седите на тоа столче и да бидете непристрасни во толкувањето на деловникот. Понатаму, треба да бидете воздржани и навистина нашите забелешки не се лично кон вас, туку кон инструкцијата која што очигледно ја имате и сакате да ја спроведете. Затоа сметам дека треба да бидете правични, да си останете достојни, така како што сте досега, и да си продолжиме со работа. Вие да си ја вршите вашата работа како председател, а ние да си ја вршиме нашата работа како пратеници, кои што сме избрани од народот, кои што некој не гласал и некој кој што не сака да стане Љубомир Јовески за уставен судија. Ние да ја вршиме нашата работа, вие да ја вршите вашата работа. Нема потреба ние лично да велиме дека не почитуваме деловник, дека се замеруваме еден со друг. Дозволете на пратениците да се зборуваат. Пратеничката Бети Стаменковска-Трајковска има говор. Кога ќе заврши со нејзиниот говор, ќе продолжи колегата Петар Ристевски и ќе зборува за криминалите. Ама вие немојте да се ставате во улога на некој кој што утврдува дека станал од столчето, седнал од столчето, не колешки. Не само што не е убаво. Едноставно останува трага во вашето делување. Ако пред една недела колешката Марија Петрушевска збореше на говорница околу 5-6 сати и дозволивте право за физиолошки потреби да излезе 5 минути надвор, зошто истото не го дозволите на Бети Стаменковска-Трајковска? Јас ќе речем дека различно во тоа е единствено временската рамка, односно вашата свесност дека ние нешто кочиме. Да, ние не го негираме тоа. Кочиме. Во исто време, еден ден дозволувате на Лјупчо Пренџов да се јави на процедурално, друг ден не дозволувате на Тони Јарески да се јави за процедурално. Колегите имаат ист број на гласови позади себе. Исто активни пратеници се и двајцата, единствената разлика е временската рамка.
Едниот се јавува за процедурално пред да сватите дека, односно пред да почнеме со дебата за Љубомир Јовески, другиот се јавува или во почетокот на Љубомир Јовески кога беше отворена дебатата, а другиот се јавува сега кога свативте дека ние сакаме да го закочиме изборот на Љубомир Јовески за уставен судија. Ама ние сакаме да зборуваме, а не да молчиме. И јас како заменик координатор, бидејќи вие не дозволувате на пратениците, 10-15 пратеници кои што се тука, а кои што сакаат да имаат своји забелешки и да ви кажат зошто сметат дека вие го прекршувате деловникот и едноставно правото на пратеникот да зборува, да и оневозможите да го заврши говорот на Бети Стаменковска-Трајковска, јас треба цело време да се јавувам за процедурално. И мене не ми е проблем. Ама мислам дека не е колегијално спрема пратениците да се однесувате на овој начин. Вие од ваша страна немате пратеници. Вашите пратеници немаат ниту што да кажат, ниту што да го пофалат Љубомир Јовески, ниту да го бранат, немаат што, штама. Немаме дебата. Единствената дебата ја имаме околу процедуралното или говорот и истото се случува само неколку дена. Дозволете на пратениците да се зборуваат. Нашата плата ние ја зимаме за да зборуваме, за да го кажеме тоа што го мисли македонскиот народ. А вас, или членовите на СДСМ и на ДУИ, од друга страна, народот ќе ви суди дали сте биле во право кога сте предложиле вакви катастрофални, криминогени, контроверзни личности да бидат уставни судии. На две различни страни сме, но сите сме луѓе, колеги пред се. Дозволете им на пратениците да си зборуваат. Мислам дека многу лесно ќе продолжиме во мирна атмосфера. Многу лесно ќе течат деновите, доколку вие овозможите колешката Бети Стаменковска-Трајковска да си го продолжи говорот, да си заврши мислата. Од вкупно 300 скандали има прочитано 203 скандали. Тоа значи дека има уште многу што да каже. Сето тоа е во интерес на македонската јавност, а во мој интерес како заменик координатор е да не дозволам да продолжите со правењето на преседани, затоа што ако го направите тоа еднаш, ќе мислите дека за секогаш ви е дозволено. Пратениците имаат право да зборуваат. Вие треба да им го овозможите тоа нивно право. И каде, еве, например, каде пишува дека пратениците можат да се јават за збор само еднаш откако ќе се отвори расправата по точката. Еве, например, сега пратеничката може да продолжи, или имаме и други пратеници кои што не се пријавиле за збор и кои што сакаат можеби да дебатираат. Значи, ние свесно отвараме или не отвараме одредени теми, меѓутоа треба да знаеме едно. Деловникот важи за сите. Оваа комисија има деловник, посебен деловник за работа, колку вие и да го менувате вашето мислење во зависност од еден ден до друг ден. И вие сте должна да овозможите не само да продолжи говорот колешката, туку да продолжат колегите со процедурални обраќања. Тоа е наше право, а ние тоа право имам право да го бараме. Не почнало ова собрание од нас и нема да заврши со нас. И затоа ќе ве замолам, доколку, еве, сте свесна за случувањето, а знам дека сте многу свесна за случувањата, да продолжиме во најдобар ред. Вратете се назад, дозволете на колешката Бети Стаменковска-Трајковска да зборува. Ние сме сите тука, ние сме сите спремни, ќе зборуваме и ќе работиме доколку мислите вие дека треба да работиме. Но за да биде секако што треба и да си тече се во најдобар ред, немојте да го ускратувате основното право на пратениците, а тоа е говорот. Ви благодарам.